форумска сесија ќе имаме можност покрај тоа што го зборевме во првата форумска сесија да се навратиме, значи дел дека имаше презентации, го видовте буџетот, ги видовте програмите на општината, ги видовте проектите кои што се во фаза на реализација, кои што се реализирани 2024 година и ги видовте можностите за 2025 да спекна техничка изгодливост на проекти преку презентацијата што ја направи колегите од урбанизам. Денес на денешниот ден имаме можност, значи, да ги видиме дел од резултатите од спроведената анкета на веб страната на општина Делчево, која што ви е спомнат минатиот пат и која што уште е отворена, може и таму исто така да ги инициирате вашите потреби. И после од ваша страна ќе имаме можност да слушнеме предлозите и проектите и кратка презентација на истите, да ни ги образложите зошто се приоритети, зошто мислите дека баш тие проекти треба таа година да бидат реализирани. За да го спроведеме сето тоа, значи форумот има правила, кои што правила се запишани во самите правила на форумот за спроведување на форумските сесии, без разлика дали е буџетски, дали е општински или дали е проектен форум. Значи имаме работни маси, гледате дека сте распоредени на работни маси. Секоја работна маса има наслов на работната маса. Освен една маса што имаме повеќе групи каде што ќе можат да дават повеќе предлози, односно повеќе приоритетни проекти. Тоа е третата работна маса пред мене, каде што има представници од образование, од граѓански организации, од областта на културата, па и ако има некои потреби од областта на туризмот. Значи, ние гледавме како тим да ги опфанеме сите можни групи и ставивме една маса инфраструктура, каде што и поголемите инфраструктурни проекти кои што се приоритет и потреба на граѓаните на целата општина ќе може да ги даваат како предлози. Секој од работните маси ќе има право да направи листа на приоритетни проекти и ќе се договори, ќе дадеме 5 минути пауза да се договори кои од тие проекти во листата се приоритетни. Значи мора да има приоритет. Сите маси работни ќе кажат кој е приоритетен проект, а другите што ги имаат како предлози ќе бидат ставени на листата за препораки. Ќе мора на кратко после да ги образложат проектите од причина што колегите од работната маса на општината, што се на последната маса, треба да кажат за спроводливоста на проектите, односно дали се технички изворливи, дали се во рамките на финансиските можности на општина Делчево и какав е потребен период да биде реализирана таа идеја што ќе биде презентирана како потреба од вашата страна. Како што спомнам, значи во изминатиот период еден месец одеше анкетен прашалник, каде што граѓаните имаа можност и уште имаат можност да ги даваат своите приоритети и јас ќе прочитам дел од тие приоритети што се ставени на тој анкетен прашалник. Да се доизгради улица во населно Басарица, да се реши прашањето со домување на одреден број на граѓани, редовно одржување на јавните површини, тука се мисли на парковите и зеленилата, повеќе инвестиции во областта на туризмот и изнаоѓање на општинско земјиште за организирање на кампинг простор, реконструкција на патот за село Габрово, паркинг простор овде најверојатно се мисли за зголемување на паркинг местата и успоставување ред на постојните паркинг места, да се асфалтираат улиците, а не да се крпат дупките, зголемување, односно подобрување на јавната чистота, зголемување на бројот на детските игралишта, подобрување на екологијата преку решавање на дивите депонии и нивна дислокација, мал број на детски паркови и игралишта, потреба од зонско платено паркирање. Тука исто е спомнато дека е неорганизирано паркирањето, изградба на детски игралишта и со гумени подлоги, тоа е повторено неколку пати, значи од повеќе граѓани. Така да ние ќе ги групираме идејата кои тие вие што ги предложите во групи, бидејќи имаме повторување, асфалтирање на улици, имаме детски игралишта повеќе, решавање на диви депони има повеќе, ќе ги групираме
групираме и ги ставим в групи, да може ците да бидат обхватени. Някакви замолвам само да бидете по-конкретни, бидейки тук, ако кажете в анкетни отпрашването, има ставено решаване на депония, не е кажено коя депония. Асфалтиране на улица, а не е кажено коя улица трябва да се асфалтира. Саниране на ударни дупки, а не е наведено къде. Така да, за да бидеме по-конкретни и форумът да има по-добри заключки, яке ви замолвам да видите стварно конкретни со име на улицата, со локация и со обяснување на проектот. Јас сега ќе дадам 5 минути за да вие да се договорите между вас за работните групи, односно на работните маси. Имате жолти ливчиња и пенкала на секоја маса и ќе ви замолам на едно ливче, односно на повеќе ливчиња да ги напишете вашите приоритети, да продискутирате неколку минути за истите и да се договорите кој од тие приоритети што ги имате напишано на вашето ливче е најголем приоритет. После ќе ги презентирате, значи сите проекти што ви се предложи и на крај ќе ги ставиме во една табела каде што сите ќе гласаме за дадените предлози од сите работни маси. Тие проекти кои што ќе имаат најголем број на бодови ќе бидат рангирани највисоко и ќе бидат висок приоритет, среден приоритет и низок приоритет за општина Делчево. Но реков ќе имаме дискусија заедно со општинската маса и со колегите од општината за тоа дали се изборливи тие проекти и ако не се која е причината да не се. Ще ви молам сега да почнете да пишувате проектите и да говорите дискусија меѓу вас на работните маси. А после следва презентација от ваша страна.